Месари, касапи, бравари, заварувачи, машински и електротехничари се дел од подолгиот список на дефицитарни кадри што ги бара стопанството, истакна денеска Наташа Јаневска од Македонската стопанска комора. Како да се анимираат младите, токму овие и други професии да им бидат нивна животна определба. Образованието и реалниот сектор не смееме да ги гледаме одвоено како два паралелни света кои што постојат и екзистираат паралелно. Со ова ние покажуваме дека ако сакаме да се сослушаме и ако сакаме да излеземе во пресред на она што се бара како реалност, тогаш навистина може да ги имаме и првите видливи резултати веќе од идната учебна година. Поради ова, од ресорното министерство најавуваат зајакнување на капацитетите на средните стручни училишта и анимирање на учениците за запишување во нив. Сега, 2021-2022, не само што водиме дебати кои профили ќе се отворат, не само што заедно со компаниите ќе ги отвориме профилите, туку и политиката за стипендирање ќе ја користиме како алатка за мотивација, за да можеме да ги стимулираме учениците да се запишат во средното стручно, затоа што тоа не само што ќе ги стипендира, туку им нуди поквалитетна понатаму работа и подобро платена работа, но за да стигнеме до тоа треба да изградиме доверба со учениците и со родителите и на тоа работиме во континуитет. Позитивен пример за тоа е Пробиштипската општина. Од два економски стобови, токму од стопанските гиганти како што е поранешната фабрика за гуматор Злетово, сега Тапмак или рудникот Злетово, се отворени неколку стручни смерови кои што имаме и дефицит во изминатите години и ова е одлична можност како со Министерството за образование, локалната самоуправа и компаниите да изградиме еден партнерски однос. Идентичен чекор се планира и во Штип. Локалните власти над стручните училишта гледаат како партнер во решавањето на проблемот со дефицитарните кадри во стопанството. Да најдеме една заедничка точка и да најдеме начин на и формулирање на сите тие проблеми и прашања, за да ги решиме и за да направиме еден систем, образовен систем од кој што ќе произлезат доста кадри кои што ќе бидат спремни за веднаш функционирање и активирање во општеството, во локалните компании. Затоа денеска од Штип и Пробиштип под мотото "Учи паметно, работи стручно" стартува серијалот Владини дебати со представниците на стопанскиот сектор и локалните самоуправи за инволвирање на учениците во средно-стручните училишта. Резултатите од овој проект ќе се вметнат во наставните програми за средно образование од идната учебна година.